Почитуван председател на владата, почитувана еврокомесарка Марија Габриел, почитувани други колеги од владата, почитувани министри од регионот, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методий, како и деканите на факултетите, представниците на другите универзитети во државата и пред се, драги пријатели, партнери во процесот на дигитализација. Добро сторено е подобро отколку добро кажано. Еднаш многу добро кажал Бенџамин Франклин. После многу години во оваа просторија повторно ја чувствувам онаа трема кога овде доаѓав на вежби да полагам испити како студент. Научно-технолошкиот парк во Скопје е, би рекол, еден од моите животни испити. Технологијата го менува нашиот живот, а начинот на кој живееме и работиме исто така ја менува технологијата. Дигитализацијата и четвртата револуција одамна се тука и го дефинираат нашето секојдневие. Го менува целиот начин на кој што се водат владените процеси, се водат бизнисите. Во ера на рапидна дигитализација на сите процеси, задачи и секојдневни активности, трансформацијата е неизбежен процес. И ако нешто можеме да кажеме дека во денешниот свет е константа, тоа е промената. Дигиталната трансформација е високо на агендата на владата на Северна Македонија, но и на Европската унија и на регионот. Ние, но и сите држави од регионот, мораме да го искористиме овој поволен пред се политички период за да го продобриме квалитетот на живот на нашите граѓани. Но моторот на дигиталната трансформација не е ниту владата, ниту институциите, туку пред се ИКТ компаниите. Нас не ни требаат само силни институции, туку пред се и силен приватен сектор, силни компании кои што кога нас заедно ќе работат на ова поле. На компаниите им требаат квалитетни, добро образувани кадри кои се спремни за работа. На нив ги произведуваат факултетите, односно универзитетите. И на крај сите сме заедно во ова патување. Од разговорите со представниците на стопанските комори, со универзитетските професори и со представниците на невладиниот сектор, знам дека тие исто така, како и владата, сериозно ја сваќаат нивната општествена одговорност и сакаат да придонесат во развојот на дигиталната агенда. Нивното присуство денес е потврда за тоа. Воедно и сакам да им се заблагодарам за нивниот придонес во многу бројните работни групи во кои што работиме заедно. Ке наведам само неколку. Работната група за новиот национален оперативен бродбенд план, за 5G, стратегијата за сајбер безбедност, стратегијата за отворени податоци и многу други. И токму заради ова, минатата недела имавме и конститутивна седница на дигиталниот форум. Форумот е тело во кое владата е застапена само со двајца представници. Останатите се од стопанските комори, универзитетите и невладиниот сектор. На тој форум ќе разменуваме идеи, ќе се советуваме, но и ќе носиме одлуки кои што институциите ќе мора да ги спроведат. Тоа зашто денеска сме тука е да го презентираме научно-технолошкиот парк. Би рекол конечно. Се сеќавам на едни од моите први средби како министер со представниците на ИКТ стопанските комори, каде што тие ми рекоа сосема оправдано, ајде да видиме, дојде уште една влада, уште еден министер, па да видиме што ќе се случи со паркот. И еве не денес овде. Обезбеден е буџет, обезбедени се простории, имаме студија, се формира и управувачка структура. Од денес почнуваме. И долго размислувавме каде да го поставиме и каде да се направи научно-технолошкиот парк. Многу разговаравме и баравме искуство од други. Идејата е да стане инкубатор, кој не само што ќе привлекува бизниси, туку ќе помага да тие растат заедно, нудејќи им услуги и поддршка, помош за врежување, предприемништво и комерцијализација. И не е случајно овде. Универзитетите и компаниите ќе работат заедно, да направат една синергија помеѓу себе. Целта е факултетите да произведат обучена и технички спремна младина, која веднаш ќе го најде своето место токму во соседната зграда на научно-технолошкиот парк. Да останат овде, во Северна Македонија, со работа, со достоинствена плата. Тука ќе ги имаат сите услови за да креираат нови бизниси и да се вмрежуваат во постоечките компании. Сакам да потенцирам дека целта на научно-технолошкиот парк
не е само да ги собере бизнисите на исто место. Повеќе е да стане еден вид слободна зона, која што ќе ги собере академските граѓани, професорите и бизнисите да се поврзат и да комуницираат, да споделуваат идеи, искуства и знаења. Сакаме да создадеме сосема нова атмосфера, нова клима, средина за иновации и соработка. Овде да врие, да врви од млади, иновативни и пред се успешни луѓе. И сигурен сум дека заедно ќе напишеме една успешна приказна. Економиите на Западен Балкан повторно денес се заедно обединети во една цел, а тоа е дигитализацијата. Дозволете да заблагодарам на колегите од сите влади од Западен Балкан кои што дојдоа денеска, а тука е и нашиот колега, пријател, министерот од Грција. Нашиот регион инфраструктурно заостанува зад Европа. Ке ни требаат години за да граѓаните ги доближиме до институциите. Но имаме млади луѓе кои имаат потенцијал и кои знаат и можат да направат многу повеќе. Само ако ние им дадеме ветар во грбот. Со развојот на технологијата денес не можеме ниту да ги замислиме работните места кои што ќе се формираат за 10 години од сега. Само земете во предвид дека првиот паметен телефон се појавил пред само 12 години. И се ни е повеќе јасно. Ние ја превземаме одговорноста и треба да помогнеме луѓето да почувствуваат дека имаат корист од глобалниот раст, а не штета. Затоа и мора да работиме во креирање на нови места, но и нови вештини. Сите имаме и своји програми, своји стратегии, сите имаме различен начин и идеи за истите работи. Но зошто да не ги создадеме овие технологии токму тука, во овој научно-технолошки парк или во неколкуте кои што функционираат во регионот? Во тој процес, Западен Балкан има целосната поддршка од Европската Унија и пред се од еврокомесарката Марија Габриел. На состанокот денес ќе разговараме за отворените прашања поврзани со роамингот и отворањето на Cyber Академијата, односно тренинг центарот во Скопје. Верувам дека многу скоро ќе ги имаме решението на двете теми. Сакам да заблагодарам на присуството, но пред се и за соработката на колегите од сите други земји. Нашата заедничка работа ќе придонесе да создадеме многу подобри услови за живот на сите граѓани од регионот. Нека ова биде само почеток, но на што следи во сферата на дигитализацијата на Северна Македонија, но и на целиот Балкан. Тоа им го должиме на нашите деца. Затоа и поканивме денес, овде, заедно да почнеме да пишуваме на нова историја, да изградиме подобра иднина за нашите деца. Ви благодарам.